22. април 1990 година. Патот не води низ живописен предел од Мелник кон Роженскиот манастир во срцето на Пиринска Македонија. Екипата на телевизија Скопје дојде овде со задача да види и да регистрира дали по еден час на падините на Пирин планина ќе се одржи најавениот собир на македонците во Бугарија, што по повод 75 годишнината од смртта на великанот на македонското национално ослободително и револуционерно движење Јане Сандански го организира Обединетата македонска организација Илинден, организација на македонците што живеат во Бугарија. Знаевме за овој собир, но ден пред тоа дознавме дека бугарските власти, врз основа на законот за политички собири, што неодамна го донесе Бугарското собрание, го забранија собирот на пиринските македонци, прв што воопшто е забранет во постживковска Бугарија. Денес невообичаено, ден пред тргнувањето, ни беше кажано дека автобусите за Илинден се запрени. Отидов лично кај началникот на автобуската станица, бидејќи пред тоа зборував со него. Тој ми вети: соберете пари, групно, колку автобуси сакате, толку ќе ви дадеме. Но бевме излажани многу подло. Собравме за 2 автобуса, по 42 луѓе, 84. Бевме пред автобуската станица во 8 часот. Еве ги документите. Во 8 часот требаше да тргнат 2 автобуса со по 42 од автобуската станица Петрич за Роженскиот манастир. Овие 2 документа се доказ за тоа. А на најгруп начин ни беше откажано, и тоа лично од кметот на градот, дал наредба да се запрат автобусите за Илинден. Едноставно бевме во недоумица, но народот не поддржа. Народот на град Петрич, кој беше на автобуската станица, се насобра околу нас и ни изразија солидарност за тоа што ни се случи. Едноставно изјавија: вие сте си платиле. Автобусот требаше да тргне во 8 часот, а веќе беше 10 часот, автобус не ни дадоа. Ние со нашите тела ја блокиравме целата автобуска станица од 8 часот изутрината и фактички чекавме да ни дадат автобус, но автобус не ни дадоа. Бидејќи сме од организацијата Илинден, кметот наредил да не ни се дава никаква помош од државните предпријатија. Бевме кај директорот на предпријатието, но тој ни го каже истото: кметот нека ви даде потврда, дојдете ќе ви дадам автобуси. Автобуси имам, но вам не можам да ви дадам. Наближуваме кон Роженскиот манастир, каде што се наоѓа гробот на Јане Сандански. И од минута во минута се уверуваме дека македонците и покрај забраната на властите не се откажуваат од намерата да се соберат во ова свое светилиште. Владее атмосфера на големо исчекување, а патролите на бугарската полиција сепак не го спречуваат народот. Тие едноставно, како што ни велат, се тука за да го регулираат невообичаено густиот сообраќај и да го обезбедуваат собирот. И ни рекоа: собирот е забранет, но кога веќе луѓето дојдоа,
Дојдовме кој како што стигна, со приватни автомобили. Ние 3 часа ја блокиравме автобуската станица со нашите тела, ниту да влегува, ниту да излегува, ниту еден автобус, со цел да ги принудиме да ни дадат автобус. Така со милицијата се каравме 2 часа, а 3 часа автобуската станица ја државме блокирана, ниту да излезе автобус, ниту да влезе. Меѓутоа нема фајде. На крајот пак се најдоа други средства за да дојдеме овде на собирот, а ваков собир досега не сме виделе никогаш на Јане Сандански толку години, откако паметам, а имам 63 години. Многу се направи, многу. Од селото до овде, се е автомобили и автобуси. Значи толку народ што дотогаш Јане Сандански не видел вакво нешто. Меѓутоа ова организација е наша, народот не симпатизира, имено во овој крај живее македонски народ и не симпатизира нас. Вчера правеа собир, но ништо не направија. Вчерашниот митинг беше против нас, за да може да не блокираат, но и покрај се, ние си го направивме нашето. Многу сме задоволни и среќни. Едноминутно молчање и паѓање на колена во знак на почит и уважување кон Јане Сандански. Добре дојдовте, македонки и македонци. Денеска дојдовме овде на гробот на Јане Сандански да клекнеме на колена и да положиме китки и венци. 75 години овде во Роженскиот манастир, во скутот на Пирин планина, лежат коските на Јане Сандански. На 22 април 15-та година во местноста Папас Чаир, на 20 км источно кон Неврокоп, денешен Гоце Делчев, падна пронижан легендарниот револуционер и борец за национално ослободување на македонскиот народ од турско и од бугарско робство. На овој ден падна смртно ранет во крв од заседа убиениот Јане Сандански од бугарските терористи, агенти на Софискиот дворец. Тоа кобно убиство не беше ни првото, ни последното. Амин. И полезно е се подаваме ти судетелю, упокой Господи душу раба Твоего. На Тях упование возложиш от Творца Изижителя и Бога нашего. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и и присно и во веки веков. Амин. Кобното убиство на Јане Сандански не собра овде денеска за да го кренеме гласот за национални права, да го кренеме гласот за човечки права, така како што Јане се бореше за нив. Јане Сандански се заколна својот живот да го даде за Македонија. Тој не создаде семејство и наследници. Ние сме неговите синови и ќерки, ние сме неговите внуци и правнуци. Ние ќе ја продолжиме борбата за нашите национални права.